Ова што се прави во Македонија ги надмина сите нормални граници. Целта се знае, меѓутоа начинот и постапките кажуваат многу за оние кои што се внатре, кои што гласаа. Јас можам да ви кажам следното. Ова што се направи сега во собрание е спротивно на членот 7 од Уставот на Република Македонија. Сепак законот е изгласан. Другото прашање, кое што вака е многу симптоматично. Кој кажа за одредена општина или за цела држава дека албанците се 20%? Каде е тоа запишано? Со кој попис? Кога има спроведено попис со кој што се утврдува бројката, да кажеме, не само на македонскиот народ, да кажеме, него и на малцинствата кои што живеат во Македонија. Но сепак е изгласан законот, следно е подпишување кај председателот Иванов. Вашиот коментар во врска со него, требаше да се сретнете, првата средба мислам дека не се одржи. Понатаму што се случи, дали повторно ќе реагирате кај него, дали тој ќе ве послуша вам? Ние денеска имавме протест овде, собрани сме заради ова што се случува во собранието и Македонскиот национален совет повторно има барање до председателот Иванов, кое што од тука ќе биде однесено таму и архивирано. И ќе барам прием кај председателот Иванов. Другата работа кукавица, да не заборавиме и на тоа. Многу пати. Стоите ли на истиот став? Многу пати. Стоите ли на истиот став? Стоја. И тоа ќе му го кажем и нему сега, затоа што не може со собственото однесување да дозволува државата едноставно да оди во насока на редефинирање и на преформулирање.